Фани, со СДС можеш само да го фанеш, а Бога ми и СДС со тебе само ќе го фане. Каква консолидација? За каква консолидација правите муавет? Дали сте вие нормални? Со Филипче на чело ќе се консолидирате? Или сега со Фани, некогашна директорка на Сорос? Опет од невладин сектор. Кој шо прави? СДС собира сумљеви типови од невладин сектор кои што му ја водат партијата. И вие ќе се консолидирате. Кој ќе си го питам, дали има грам мозок кај вас, која ја прати таа порака Фани, она сега ќе ги, со својата работа ќе ги каптирале, ќе ги придобиеле слободоумните умови. Дали јас, Фани, според тебе сум слободоумен? Дали сум бил слободоумен? Фани, пошто си од Сорос, од невладин сектор, да те подсетам, вие 2015, 16, 17 ги придобивте слободоумните умови. И шо направивте кога ги придобивте слободоумните умови? Им го начукавте, така што почнавте да си распродавате државата и народот на кој стигнете. Клечевте пред кој стигнете. Немаше сосед у околина на кој не му дудлавте. На кој поише, на кој помалце. Ама генерално им дудлавте. Ја направивте држава пачавра, таратајка, јебавте мајката, народот го пониживте, го засрамивте. За која консолидација, бе? Колку пати треба да ви нацртам на зид? Нема шанси да се консолидирате. Затоа што нема ништо ново кај вас. Затоа што сте со лошо семе. Или, у превод, лошо сте скроени, шо вика мојот кројач комшија на ондека. Од лош тов сте направени. Вие сте, како да кажам, бофал роба, шун, згура. Вие сте предавници на Македонија. Вие три чисти немате. Вие собствената историја не си ја знаете на собствениот народ. Затоа лесно подпишувавте дека лесно сакавте да подпишете дека не сме македонци, дека сме бугари, дека Гоце Делчев е бугарин, дека нема македонци во Егејска Македонија, дека нема македонци у Пиринска Македонија. Вие сте играчи за туѓи бели дворови. Тоа е вашиот проблем. Нема никого да придобиете повеќе. Кои слободоумни? Мислите на истите шупаци што се околу вас, што се вртат по невладинине, што шпионираат, што шуруваат со разни шпиунчиња овде од странски амбасади? Тие ги рачунате за слободоумно и авангардно граѓанство? Дали си го гледал Вим Вендерс филмовите, Джим Джармуш, дали го познаш Джим Джармуш? Дали си ги слушал Ник Кейв, дали си го слушал, Диносаур GR, слушај човече, овој кажи го, не ми текна сега како се викаше, Рамонс, дали си го читал Джек Керуак, ти се молам, дали си читал Силвија Плат? Кој е авангардно граѓанство? Ова што се фејкат 30 години наназад? Што го тртат по невладинине како стигнат? Што глумат лудило додека се у опозиција и после кој ќе дојдат на власт можат со мирна душа и совест да гледаат како некој ти ја дере кожата, како некој те понижува, кои што мирно без трошка совест може да гледаат како собствениот народ го понижува кој како стигне од соседиве. За нив е тоа многу авангардно, затоа што се они слободоумни. Тоа се млади луѓе, пуно млади луѓе од невладиниви организации, тоа многу напредно граѓанство е тоа.
Јебем вам матер да вам јебем предавничка. Вие ќе се консолидирате. Мамицата мамина. Никад нема да дојдете на власт. Никад. Пак Соросче, Моросче, ово, оно, вамо, тамо. Доживеав нервен слом. Многу ми е тешко у моментов. Стварно и со вакви, кажи ги, шо ви беше тоа конгрес, нешто со вакви пресконференции, стварно, вие ќе го натерате народов колективно нервен слом да отидеме. Абе, више трошка не ви веруваме. Милимикрон не ви веруваме. Можете звезди да правите, колуд напред, салта, шо сакате можете. Салто мортале можете да правите. Вие останавте забележани, врежани во македонската колективна меморија како предавници и помирете се со тоа. За вас, македонец по крв, по потекло, по ген, повеќе никогаш нема да гласа. Ке гласаат таквите шупаци од невладините, што имаат нати го дај ми го ги плескаат по газињата овие шпиуни во странски амбасади, тука и никој друг. Јај ви се молам, скинете ми се. Нервен слом имам, луѓе. Фани, значи, кажи му на Филипче, или ова Филипче прв ако го гледа може на тебе да ти го каже, ама важи за двајцата. Фани, само ке го фанете душ, ништо друго. Ај се, чао. Фани, нервен слом ми предизвикавте.